Драги браќа и сестри, драги пријатели, драги гости, ве поздравувам сите ова прекрасно саботно утро, пријатен ден, сончево, така да Бог не благослови сите да уживаме во Божјата реч. Денес ќе зборуваме за судењето на Господ Исус Христос. Исус никогаш не го прекршил законот, но сепак се нашол вон од законот. Судската расправа за кривицата на безгрешниот почнала многу порано од мигот кога бил во ноќта измеѓу четвртокот и петокот. Значи, тоа се случило четвртокот и петокот. На Маслинската гора Исус пред своите сегашни тужители однапред најавил дека ќе биде осуден на смрт со распнување на крст. Ќе го прочитаме тоа од Јован 8:28. А Исус им рече: кога ќе го издигнет Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку како што ме научи мојот Отец, така и зборувам. Исус бил големото и вечно јас, но тие тоа не го прифатиле, ги затвориле своите очи и избегале од судбоносната вистина. Најпосле Исус ги прашал: кој може да ме обвини од вас за тоа што сум јас праведен? Или со други зборови, кој може да најде грев во мене? Значи, Исус ги прашува тужителите: кој од вас може да ме осуди за грев? Моментално на Маслинската гора не се нашол ниту еден кој можел да го обвини Исус Христос. Исус бил безгрешен и неговата безгрешност го докажувало неговото божествено човечко влијание. И можел слободно да каже во Јован исто 8:49 стих: Исус им одговори: во мене нема зол дух, туку го почитувам својот Отец, а вие ме безчестите. Значи, ние луѓето или тогашните тужители го безчестиле Исуса Христа. За Исусовата послушност на заповедите на Отецот, апостол Петар кажал, ќе прочитаме во послание прво од 2 глава 22 стих, што кажува: тој не направи грев, ниту пак во уста негова се најде измама. Гледаме, браќи и сестри, што кажува апостол Петар. Значи, Исус не направи грев, ниту во уста негова се најде измама. Исус постојано давал пример за својата божествено човечка природа. А кога го подигнал од мртвите својот пријател Лазар од Витанија, поглаварот на храмот и на Сидриониот Кајафа го осудил Христа и односно прорекол. Тоа го пишува во Јован 11:50, каде што кажува: а подобро е еден човек да умре, одошто сиот народ да пострада за. И во истиот момент, во истиот ден, тужителите одлучуваат да го убијат. Од Гециманија Исус е одведен во дворот на поглаварот свештенички. Ана не бил првосвештеник, но барал Исуса лично да го одведат прво кај него, да го испита, затоа што се плашел дека неговиот зет, кој му бил Кајафа, не му бил дораснат уште на Исуса. Судењето
се одвивало во два дела. Прво во дворот на Ана, а потоа пред Кајафа во Синедрионот. Синедрионот бил највисок еврејски суд, овластен да суди, но без право да изврши смртна пресуда. За неговата пресуда да стане извршна, требало да биде потврдена од страна на римските власти. Овој црковен суд требало да заседава во полн состав и потоа да му доставе на римскиот гувернер. Основен принцип на Синедрионот барал сведочење најмалку на двајца сведоци. Тоа ќе го провериме во 5 Мојсева, 17 глава, 6 стих. И еве што кажува. Според сведочењето на двајца или тројца сведоци, осудениот на смрт треба да се погуби. Не смее да се погуби по сведочење на само еден сведок. Значи, немат право ако има само еден сведок. Така да секој од сведоците требало да биде испитан посебно. Обвинетиот се сметал за невин се додека не се испитаат сите околности и обвинението да се докаже. Значи, мора обвинението да се докаже дека е виновен. Одговорот на обвинетиот не требал да се зема како доказ против него. Покрај тоа, според еврејскиот закон, ниеден туженик не можел да биде осуден со едногласна одлука на судскиот совет. Најмалку еден судија морал да се стави од страна на обвинетиот. Ана почнал да го испитува Исуса пред да бидат поднесени какви и да било докази и пред да бидат сослушани сведоците. Овој лукав поглавар воопшто и не се држел по прописите, со цел да што побрегу биде донесена пресуда против Исуса Христа. Кога Синедрионот би постапувал во сообразност со сопствените правила, судењето во тоа време не би се обавило. Ништо од она што се случило таа ноќ не било според законот. Ниеден сведок не сведочел во Христова корис, ниту пак имало сведок. Значи, воопште сведок не постоел. Идноста со која била завршено судењето покажува дека Христовите судии погазиле секој закон само да го осудат Исуса Христа на смрт. Судењето на Синедрионот достигнало свој врв кога Кајафа му рекол на Исуса. Во Матеј 26, 63 и 64. Но Исус молчеше, а првосвещеникот му рече: те заколнува во живиот Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Синот Божји? Исус му одговори: ти рече, ви велам, од сега ќе го гледате Синот човечки, како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Гледаме, Христос тврди дека е Божји син. За нив ова било уште поголем камен на сопињање во текот на целата негова работа. Во Матеј 26, 65 кажува: тогаш првосвещеникот ја раскина својата облека и рече: овој хули на Бога
каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете, сега го чувте, вика, неговото хулење. Истовремено ја искинал својата првосвещеничка облика спротивно од изречената Божја заповед. Првосвещеникот во никој случај не смеел тоа да го стори, да ја сокини облеката. Тоа ќе го провериме во 3 Мојсева, 10 глава, 6 стих. И еве што кажува. Па му рече Мојсей на Аарон и на Елеазар и на Итамар, другите негови синови, не откривајте ги вашите глави, а и одеждите ваши да не ги раскинувате, за да не умрете. И Господ да не се разгневи на целиот народ. Значи, гледаме, браќа и сестри, дека каква заповед му постоела на свештениците. Значи, немале право да ги сокинат своите облеки. Во следниот случај, членовите на Синедрионот ја загубиле својата контрола над себе и рекле: заслужува смрт. Никој не се ставил од страна на обвинетиот. Пресудата уште не ни била напишена, а мачењето веќе било почнато. Исус во една прилика кажал: не дојдов да го укинам законот, туку да го исполнам. Тој дошол не затоа да го оправда беззаконието, туку да го спаси грешникот. Не да го обори законот како мерило на правдата, туку да го подигне уште во целост. Во 1 Петрова ќе прочитаме од 2 глава, 24 стих. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата, преку неговата рана се исцеливте. Убивањето на вистината се наоѓа во нејзината чистота и правичност, но малку има такви кои се држат до вистината. Вистината е со божествено потекло, но кога доаѓа на земјата, таа доаѓа во непријателска подлога или во непријателска средина. Некој може и да знае дека Бог е вистина, но сепак да биде негов противник. Јуда ја знаел вистината, па сепак го предал Исуса. Кајафа знаел дека Исус е невин, па сепак го осудил. Истото го сториле и Пилат и Ирод. Јуда покасно се покајал. Во Матеј 27 глава, 3 и 4 стих. Тогаш Јуда, што го предаде, кога виде дека тој е осуден, се покаја и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: сгрешив зашто предадов невина душа или невина крв. А тие му одговорија: што ни е грижа нас за тоа? Мисли му ти. Без нежното делување на Божиот дух врз човечкото срце нема такви што ја усвојуваат вистината. Исус, однесен во судницата пред Пилат, уште рано наутро. Тоа може да го провериме во Јован 18,
Евангелие по Јован, 18 глава, 28 и 29 стих. И еве што кажува. И го поведоа Исус од Кајафа во преторијата, но беше утро и тие не влегува во неа, за да не се осквернат, за да можат да ја јадат паската. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече: зашто го обвинувате овој човек? Таа ноќ Синедрионот го осудил Христа поради наводна хула на Бога. Таквата одлука за Пилат била безсмислена. И во 30 стих кажува: одговорија и му рекоја: ако тој не беше злосторник, немаше да ти го предадеме. Така почнало најпрочуеното судење во историјата на светот. Еврејската итрина и римската горделивост го покажале своето вистинско лице, зашто се нашле пред самата вистина. Римскиот судија не бил задоволен со изнесеното обвинение. Барал докази. Тогаш евреите смислено го обвиниле Христа со лага. Тоа ќе го провериме во Лука 23. Лука 23, вториот стих. И почнаа да го обвинуваат, говоречи: го најдовме овој како го одвраќа народот наш и забранува да се дава десеток на царот, уствари данок на царот, и вели за себе дека е тој Христос и цар. На ова Исус им одговара во Марко 12:17. Во Марко 12:17. Еве што кажува. Дајте му го царевото на царот, а Божието на Бога. И тие му се чудеа на овие зборови. Христовите тужители вистината ја претвориле во лага. Уште и додале: вели за себе дека е Месија, а и цар. Стоечи пред Пилат, Исус бил олицетворение на мирот и спокојството. Гледајќи го во Христа во очи, Пилат го прашал: дали си ти цар јудејски? Исус му одговара во Евангелие по Јован 18:34 и 35 стих. И еве што кажува. Исус му одговори: сам ли го зборуваш тоа или друг ти кажа за мене? Пилат одговори: та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил? Пилат бил свесен дека се работи за заговор против Христа. Пред себе го гледал чистото лице на праведникот, но го слушал или се оглушил на гласот од вистината. И рекол: зар сум јас јудеец? Твојот народ и првосвештениците те предадоа во мој раце. И 36 и 37 исто од Евангелие по Јован. И 37.
Исус одговори: моето царство не е од овој свет. А ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле, за да не им бидам предаден на јудејците, но царството мое сега не е овде. А Пилат му рече: ти пак цар ли си? Исус одговори: ти велиш дека сум цар. Јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. И секој кој е од вистината го слуша гласот мој. Гледаме, браќи и сестри, Исус што кажува: јас сум вистината и за тоа дојдов да сведочам за вистината. Ова бил одговорот на царот на царевите во облека на еден туженик. Во своите раце Исус го држал клучот за решение на сите тајни на животот и спасението. Пилат сега имал прилика да ја слушне вистината и да ја виде нејзината убавина. Заинтересиран прашал што е вистина, но не дочекал да ја слушне, не го дочекал одговор да го слушне, туку заминал и еве во 18:38 што кажува: Пилат го праша што е вистина, и кога го рече ова, излезе пак кај јудејците им рече: јас не наоѓам никаква вина во него. Значи, Пилат потврдува: јас не наоѓам никаква вина во него. Вистината е невина и чиста. Како црква на праведникот, Христос бил вистина. Тоа го знаеле и Јуда, Кајафа и Пилат. Тоа го знаел и Ирод, кога го известил Пилат. Тоа го знаела и Пилатовата жена. Ќе видиме што порачала Пилатовата жена во Матеј, мислам ти беше 27:19. Во тоа време, кога тој седеше во судницата, жена му порача да му кажат: не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав на сон заради него. Не прави му ништо на тој праведник. Пилат веќе бил осведочен дека Исус е невин, но не знаел како да го ослободи, а сепак да ги задоволи евреите. Иако знаел се и бил интелигентен, но кукавички се повлекол пред заканувањата. Во Јован 19:12 оттогаш Пилат гледаше да го пушти, но јудејците пак викај зборувајќи: ако го пуштиш него, не си му пријател на Цезарот. Секој што се прави цар, противник му е на Цезарот. Тоа било преголемо за Пилат. Пилат едноставно се уплашил. Судијата станал ист како и тужителите кои ги прашал: а што да сторам со Исуса наречен Христос? Во Матеј 27, 22, 23 до 24. И еве што кажува. Пилат му рече: а што да правам со Исус наречен Христос? Му одговорија сите: да биде распнат. 23-тиот, управникот рече: па какво зло направил? Но тие уште посилно викаа и рекоа: да биде распнат.
И 24-тиот, Пилат штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми раците пред нив и рече: невин сум за крвта на овој праведник. Мислете му ја вие. Еве го одговорот на Пилат, истиот кога и Кајафа му одговорил на Јуда. Мисли му ја ти. По вообичаеното шибање, Исус е одведен да се распине. Драги браќа и сестри, Пилат останал студен кон вистината. Бил пред самата вистина очи во очи, но не ја засакал. Исус сакал да го спаси од гревот, но тој се отргнал. А што ќе сториме ние, браќи и сестри? Дали ние истите не го распнуваме секој ден нашиот Спасител со нашите животи кои секојдневно грешиме? Или ќе го прифатиме како сама вистина? Тогаш ќе се исполнат зборовите на Исус Христос во Евангелие по Јован 8 глава, Осмата глава, 32 стих. И еве што кажува: и ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Браќи и сестри, гледаме Исус со какви зборови завршува. И ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве избави. Бог да ни помогне. Ја знаеме вистината и да се исполнат овие зборови, да бидеме во вечноста со Него. Амин.